на националните интереси на граѓаните и тоа на сите граѓани на Република Северна Македонија. Ние во моментов имаме влада која што се грижи за националните интереси, за достоинството на сите граѓани, без разлика на тоа од која етничка, верска и национална припадност доаѓаат. Истото тоа се случи и во изминатиот период, кога националните интереси на Република Северна Македонија, согласно со одлуките и резолуциите донесени тука во ова собрание, во највисокиот законодавен дом, беа застапувани од страна на сите членови на владата, без разлика дали тие членови на влада се македонци, албанци, турци или од било која друга национална припадност. И тоа се потврди минатата недела, кога на принципиелен начин ние ги искажавме нашите ставови пред сите наши партнери во Европската Унија и пошироко. Меѓутоа, тоа не може да биде еднакво на однесувањето на опозицијата на Конгресот на Европските народни партии, кога да не заборавиме, беше донесена резолуција, во која што резолуција се вградени барањата во однос на негирање на националниот и историскиот континуитет на македонците, и на таа резолуција носење присуствуваше делегација на највисоко ниво од вашата партија. Никаде не видовме ниту пресконференција во која што сте се спротивставиле, ниту пак видовме записник, ниту видовме говор, ниту видовме нешто дека сте направиле против тоа. И тоа ќе остане запаметено. Бидејќи лесно е некој да брани национални интереси тука, дома, ама кога ќе треба да се бранат националните интереси пред 27 земји, тогаш очигледно на некого му е тешко, а некој тоа мора да го направи како што јас, председателот на државата, коалиционите партнери и граѓаните на државата го направивме. Сите наши граѓани, без разлика на нивната припадност, се борат за својот национален, етнички, верски идентитет и континуитет. Сите тоа го прават. Меѓутоа, секогаш на еден му припаѓа честа тоа да го брани и пред други. Овој пат тоа на мене ми припадна како чест и сум горд на тоа што сите заедно застанавме и го кажавме тоа што требаше да го кажеме, при тоа не навредувајќи никого, ниту дома, ниту надвор.